Еве точно во 8 часот и 50 минути е време и за нашата последна денешна гостинка. Од ова утро денеска рано забележавте дека доминира женската енергија, женската сила, женската креативност и токму со таква една креативна, силна, вредна и неуморна дама и го завршуваме денешното издание. На задоволство на сите нас, гостинка на Ирена ова утро е професор доктор Кристина Николовска, директор на Меѓународниот семинар по македонски јазик. Добре ни дојдовте, драго ми е што ве гледам. Имаш одлична соговорничка и реч, иако за професорите може би е распуст официјален, односно за студентите е распуст, ама за професорите никогаш не е. Кристина, нели? Така, благодарам за најавата. Добре ве најдов. Так, имате интересна тема. Имате да најавите на зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик и верувам дека ќе бидеме од корист за многу гледачи, така нели? Сузе, само ќе те надополнам во најавата. Покрај тоа, сите овие епитети што ги кажа за директорката, секогаш ми е чест и задоволство да разговарам со незе и секогаш ми е чест кога е овде гостинка, исклучителна жена, македонист и голем патриот. Така е, мислам дека убав почеток за разговорот, нека биде примамливо да остане нашата публика заедно со нас, бидејќи ете ја најави Сузе нашата гостинка, професор доктор Кристина Николовска, директорка на Меѓународниот семинар по македонски јазик, литература и култура при УКИМ и ќе зборуваме за шестата зимска меѓународна за шестиот зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Значи по шести пат се случува, веќе е во тек овој семинар, се случува онлайн, започнат е на 26 јануар и ќе трае се до 31 јануар, односно до сабота, се закружува со големиот празник Свети Атанас. Директорке, добро ви утро. Еве официјално добро ни дојдовте во студиото на Алфа телевизија. Поводот е семинарот, веќе е започнат, веќе е во тек, онлайн е. Ајде малку да кажеме за отворањето, свеченото отворање и целата програма на семинарот. Благодарам, најпрво благодарам за прекрасната најава и за ова прекрасно гостопримство, телевизија Алфа како мој омилен медиум и се благодарувам што ја поддржувам македонистиката на врвно ниво во секој поглед. Поздрав и благодарност и до директорот доктор Јани Бојаджи кој што покажува секогаш интерес и поддршка за македонистиката, а вие ја негувате на најубав начин, раскошен начин. Бидејќи медиумите се прозорец кон публиката и таа синергија е исклучително важна и така живее и расте нашата македонистика во златна вредност. Имаме прекрасно издание на шестата зимска школа на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура при најстариот, најреномиран универзитет Свети Кирил и Методи во Скопје. Ова шесто издание беше импресивно. Започна, како што добро рековте, на 26 јануари со свеченото отворање. Имавме исклучителна вонсериска чест покровител на школата да биде и да ја отвори, да ја прогласи за отворена почитуваната претседателка на Македонија, незината екселенција Гордана Сијановска-Давкова, која што одржа прекрасно поздравно обраќање и која што секогаш ги поддржува летните, зимските школи и лекторатите по македонски јазик во светот, бидејќи таа мисија, поддршка, државничка мисија, ја потикнува културната дипломатија, која што ние ја развиваме, ама во сето тоа имаме прекрасен лидер во нашата почитувана претседателка, која што и на летните школи не удостојува и со покровителство и со прием на македонистите во Вилата Билјана, каде што многу корисни разговори и насоки и конкретни поддршки за развој на културната дипломатија и за лекторатите. Голема благодарност до најзаслужната ректорка Билјана Ангелова, која што е извонреден ректор и кој што вложи огромна лична енергија и професионална и институционална и до ректоратот благодарност, бидејќи ова е колективен проект. Меѓународниот семинар при УКИМ има канцеларија во ректоратот, така што многу компоненти треба да се совпаднат, многу енергија се работи преку цела година. Еве ние кога ќе завршиме со зимската, веднаш ќе почнеме со подготовки за летната, така што зимската школа е значаен континуитет
на летните школи. Ова е 6-то издание онлайн и тука немаме граници, бидејќи целиот, да кажам, виртуелен простор кој што е онлайн е еден непрегледен, прекрасен македонистички амфитеатар. Така. Ова македонистичка мрежа која ние развиваме неуморно, катадневно, посветено, студиозно, на врвно академско ниво, на врвно високообразовно и научно ниво и секако и со културна дипломатија, се развива во прекрасен македонистички центар. Тоа е едно моќно собрание или како што вика Конески, моќно придвижување била Охридската книжевна школа, така и ние сме моќно придвижување, а тоа е највисока потврда за македонскиот јазик, највисока меѓународна интернационална афирмација на македонската книжевност и култура, што е исклучително значајно, бидејќи сите учесници се светилници, амбасадори на македонистиката, како што убаво кажа председателката Силјановска Давкова, дека ние го посеваме македонистичкото семе, а потоа тоа се умножува во светот. Така, знаењето е една од ретките вредности кои што кога се дели, всушност се умножува, како светлината. Така и ние сме на некој начин мисионери, како светите Кирил и Методи, како нашите праучители, како свети Климент Охридски и Наум за Охридската книжевна школа. И всушност семинарот ја негува таа традиција и методолошки и филолошки на гениалните свети Кирил и Методи, на кои имаме чест, нели, патрони ни се нам, на универзитетот и на Европа патрони, секако. И таа енергија, таа насока, таа филологија ја негуваме, тие постулати, и со таква енергија ја градиме таа грандиозна 58 годишна дејност која веќе годинава ќе биде 59-та, а низ таа македонистичка река, замислете, поминале на летните школи, на зимските школи, на меѓународните научни конференции, до сега биле 52, сега ќе биде 53-та, или еве летната школа ќе биде 59-та на лето, поминале над 7000 учесници, македонисти, филолози, слависти, балканолози, културолози, преведувачи, мисионери, кои што ја градат таа, да кажам, палета на интерес од над 70 земји. Тоа е импресивна бројка, тоа е едно моќно македонистичко собрание, а тоа светско срце на македонистика е токму семинарот. Буквално светско срце. Ние сме на мапата метропола. Еве, одат веќе и фотографиите, бидејќи станува збор за онлайн нели школа, кажавте над 70 учесници, ако убаво да разберам. 69 учесници на оваа школа од 19 земји. Така. Тоа се значи луѓе, македонисти, кои што не се македонци, туку имаат потекло, странци се, кои што сакаат да го изучуваат македонскиот јазик. Ова звучи на вистина импресивно, да. Така, баш како што кажавте. Импресивно. Кои се новитетите на меѓународниот семинар за по македонски јазик, литература и култура? Програмата е исклучително богата, збогатена е, веќе во овој мандат 3 години ја збогатуваме со новитети. Покрај стандардните курсеви за изучување на македонски јазик на почетно, средно рамниште и напреднато рамниште, кое што го одржуваат врвни лектори по македонски јазик од УКИМ, сите се од универзитетот Кирил и Методи, од најаката извонредна школа, филолошка школа и културолошка на УКИМ, се одржува и курс по македонска книжевност и култура со преведувачка работилница. Тој е извонредно богат курс, покрај стандардните што се скалила на раст на македонистиката, бидејќи тој има една широка палета на интерес, почнувајќи од македонскиот фолклор, средновековната книжевност, 19 македонски век, 20 век, современа книжевност, културологија, антропологија, и така натаму. Значи, тоа богатство, таа палета една кој што има и, например, испоредбени проучувања компаративистички македонски со странски култури и литератури, имаме и прекрасно представување на значајни македонистички институции. Тоа предизвика огромен интерес, убави презентации, кои што и визуелно, нели, може бидејќи онлайн да се споделат преку прекрасни представувања, со фотографии, со документаристика на македонистичките институции, како што е Филолошкиот факултет Блаже Конески, сета негова дејност, проекти, достигнувања.
издавачка дејност. Понатаму Институтот за македонски јазик, столбот на македонистиката, Институтот Крсте Мисирков. Прекрасна презентација имавме за неговата дејност. Денеска имаме представување на дејноста на Институтот за македонска литература, потоа за македонски фолклор. И таа една прекрасна палета, раскошна палета на представувања е многу представителна и важна афирмација на суштинските процеси, на фундаментите на македонската наука, високо образование и воопшто афирмација на македонистиката. Да видите како се градат мостови веднаш се добива идеја за соработка за светот и во таа една прекрасна, да кажам, космополитска, пријателска атмосфера се градат буквално тие мостови на соработка на високообразовна, научна и културно-дипломатска дејност, бидејќи размена на изданија, проекти, идеи за конференции, за гостувања. Таа синергија е многу значајна, а се создава од енергијата која што циркулира. Затоа јас сакав, откако ќе започне школата, да зборуваме за неа, не претходно, туку веќе да имате веќе за што да кажете. Оти тоа е веќе живот кој еве и низ мене тече таа река, и низ вас и низ и така. Јас, директорке, ве гледам, ве слушам, имате преубава енергија. Со каква љубов, со каква страст зборува за македонскиот јазик. Тоа, мислам, извира од вас патриотското, македонското, мислам дека и гледачите може да го почувствуваат. Јас сум овде близко до вас и ве гледам од душата, од душа зборувате на вистина. Кажавте дека 7000 луѓе се поминати низ овие школи. Тоа значи 7000 луѓе од целиот свет кои што не се македонци го изучуваат или имаат интерес за Македонија, за македонскиот јазик, за македонската литература и култура. Веднаш по завршување на оваа школа започнуваат подготовките за 59-то издание. 59 години е многу, значи се одржувате една традиција, да кажам, за оваа летна школа. Интересот е огромен, претпоставувам. Огромен. Верувајте, тоа е таква матица, така предизвикува интересот. Еве, што велите, со милина зборуваме, така и Мисирко вели, со милина зборуваме, оти нам злато ни тече од устата, ама и од душата. Македонија е нешто најсвето за нас. Македонскиот јазик е врв. Златоврв, тоа е нашиот дом, нели, како што вели Иконески, нашето огниште, македонската песна е огледало на македонската душа. Сето тоа е една прекрасна енергија и еден огромен извор. И летната школа е огромен извор. Ние одиме таму на праи изворите, уште првиот ден на Плаошник, одиме и тоа е потресително убаво. Луѓето од целиот свет, не само од словенските јазични подрачја и култури, туку и од целиот свет доживуваат нешто вонсериско доживување. Тоа е светско достигнување. Тоа се гениални филолози, гениална идеја за писменост, за култура, за прогрес, за напредок, која што ние ја применуваме во своите постулати. А оваа бројка е импресивна, таа река македонисти, тоа е океан. Тој океан ние треба да се гордееме, да го негуваме и велам, потврда на тој идентитет е буквално потврда е македонскиот јазик, науката за него, аргументите, покажување на изданија, книги, години, архиви, факсимили, се тоа е за респект и тоа ја гради стабилна македонистиката и нашиот однос, нашата представителност во светот и сега и за сите вечни времења. И во минатото било така, борбата за македонскиот јазик, за унапредување на писменоста, за потврда, кодификација и на јазикот во сите етапи на развој, ќе нагласам нашиот вековен македонски јазик, е многу значајна и многу се вградени великани во сето тоа, но верувајте, сите ние сме македонисти. Таа енергија, значи повратна, секој ќе даде идеја и на семинарот, тие странски македонисти се полни со идеи, почнувајќи од студенти кои ние ги привлекуваме уште од прва година и ги делегираме преку лекторатите. Можам да се пофалам. Тоа сакав да прашам, да не заборавиме да ги споменеме, имаме точно уште 5 минутки до крајот на разговорот. Значи лекторатите по македонски јазик ширум светот. Што значи тоа? Објасните им на гледачите. Видете, тоа се наши амбасади, културни, високообразовни и научни во светот. Оваа година можеме да се пофалиме дека имаме 2 нови лекторати и вкупно се сега 13. Значи во повеќе земји. Во Албанија, во Кина, во Романија, во Унгарија, во
Турција, Полска и така натаму. Сега годинава ќе започнат со работа, минатата година свечено го отворивме и лекторатот во Словачка, во Нитра и ќе започне во Неапол, во Италија. Голема благодарност до Министерството за образование и наука и до министерката Весна Јаневска и до Министерството за финансии, до министерката Гордана Кочовска, бидејќи дадоа извонредна поддршка и воопшто до владата на Македонија и секако реков до претседателката и до ректорката. Тоа е комплексен проект, многу грандиозен, сложен да се отвори лекторат. Значи да пробиете вие, тоа е како амбасада да отварате, нели? И можам да се пофалам, значи со тоа дека постигнуваме подем, дека во овој мандат на почитуваната ректорка се отвараат уште повеќе и се сочувуваат вредностите на лекторатите, така што едно време, за жал, пред неколку години тоа беше згаснато, намалени беа, сега се во подем. Значи добро е што министерствата и владата поддржуваат, извонредно е тоа, бидејќи има интерес. Веднаш имаме по 20 на студенти, веднаш има, верувајте, дури повеќе студенти и повеќе интерес од кај нас. Тоа е фасинантно. И привлечна е македонистиката, интересна е. Студенти што студираат македонски јазик во странство. Да, така, има, некаде имате и по 50 студенти. Кај нас има криза некоја, добра филологијата, македонистиката и воопшто славистичките науки, секаде сега има некоја криза и во светот, разбирам тоа. Меѓутоа, кога сте проактивни, кога сакате да се пробиете, нема граници, нема лимит, одиме напред, отвораме, имаме идеи за прекоокеански проекти да отвориме. Тоа е битно, бидејќи така во светот живее и се брани македонистиката. Тие студенти, утре тие ќе бидат можеби лектори кај нас, имаме случаи и академици се што биле лектори, а станале и први во одбраната на македонскиот јазик, литература и култура. Браво. Тоа е извонредна и драгоцена мисија. Сакам да го искористам вашето присуство овде. Ја споменавме, да не заборавивме нешто да кажеме или мислам дека спомнавме тоа е најважно, да. Вие како гледач, да кажеме, еве вака, како слушател, како човек од Македонија, колку ние луѓето меѓу себе го негуваме, го говориме македонскиот јазик? Јас искрено гледам дека има желба, има потенцијал, има енергија и се гради тој однос, ама многу е важно, еве, вашиот медиум особено, искрена сум сосема, исклучително се внимава на секој збор и на развивање на мисла и на идеја и така натаму и да се придржуваме до правилата на говорната пракса на македонскиот литературен јазик. Така е. Тоа е наша представителност. Колку ние сме изградени како култура и како говорници, тоа веднаш се гледа. Тоа е најдобра информација и порака за градење на една култура. Нашето представително лице на Македонија е македонскиот преубав, богат јазик. Така е. Да, повелете. Да. Прекина многу интересна времето кое е кратко. Пред малку ве слушав со големо внимание, да споменавте Мисирков. Колку великаните како Мисирков и останатите дејци не имаат задолжено нас, односно дали се студентите, новите генерации свесни колку сме ние навистина од Бога допрени што сме ги имале како на наши претходници. Во право сте, тие наши светилници, нашите великани се најврвната адреса и патокас кон светлината. И во тој пат ние ги учиме и студентите и на филолошкиот факултет и воопшто на УКИМ дека тој пат се гради преку запознавање, преку учење, преку длабење во науката и афирмација понатаму, тоа умножение на таа светлина се прави преку тој чин на македонствување, ама едноврвно, академско, научно македонствување. И во право сте, ние треба да ги запознаваме. Уште од мали нозе, уште од градинка, уште од основно училиште, средно. Низ приказни. Да, низ приказни, низ се. Тоа е еден крупен проект во кој што е многу значаен. Медиумите имаат огромна улога тука, и таа говорна пракса, живиот говор е исклучително значаен. Јазикот е систем, ама ние го продуцираме, ние го произведуваме. Ние сме тие светилници, ама низ нас тече таа енергија и идеја на великаните. Вградена е, вие веднаш секој од нас знае да каже цитат од некој великан. Ние сме богати и интелектуално и како традиција, рудник сме сите македонци. Само да го разбудиме и да си го размениме тоа. Благодарам што медиумот го поттикнува тоа. Гледам и кај гледачите го поттикнувате и во идеите и во програмските содржини, многу е значајно. Тоа е дом, топол дом на македонистиката и телевизијата. Топол дом на македонистиката и меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. Тоа се домови, тоа се храмови на културата, на јазикот, а нема поубаво нешто од македонскиот јазик. Рудник, злато. Јас мислам, Сузан, нема
поубава завршница на емисијава денешна од ова што го кажа директорката. Ще време да ве слушаме, буквално тука сите не просветлувате Не се оставивте со да секој зборови. ваше доаѓање и убаво би било кога почесто би имале време да ни доаѓате и да им го разубавуваме денот и на нашите гледачи, а не само нам овде во студиото. Останува да си закажеме следна средба кога треба да ја најавиме 59-та меѓународна летна школа. Благодарам многу. Благодарам и јас, Прекрасно. многу задоволството беше Гостопримство. наше. Верувам и на нашите гледачи.